Ti si најитриот крадец на туѓи соништа, па сепак помеѓу четирите ѕида на утрото седнуваш најсиромашен. Сините јавачи безнадежно ги подинаат заробените во малтерот коњи. Нивниот молк возбудува. Нивниот поход е тиха побуна на некој замислен молер. Зборот е малата надеж на осамените, приказната е во него како семката на плодот. Кога ќе ги оплодиш овошките со насмевка на најскромен градинар, ќе стане побогато твоето утро. Човекот го создава својот дом онака како што се разбира самиот себе си, својот живот и своите идеали. Различни земји и народи имаат своји различни темпераменти и обичаи. Имаат минато и национална култура, чиј значаен дел е архитектурата. Архитектурата е единствената од 6 големи уметности, која со своите дела е секогаш цврсто врзана за реалниот живот и за неговото битие. Во секое вредно архитектонско дело се изразува нешто повеќе од просторната материјална форма. Таа надворешна самостојност на обликот е фиксирана однатре, со едно немерливо духовно богатство на Творецот. Затоа и спецификите на еден народ и епоха се појавуваат токму во тие најверни сведоштва. Современата архитектура не може ни да се замисли без обновување на визиите од традиционалното минато, без префинетото чувство за форма создавано низ генерациите со векови. Затоа и зрелата модерна архитектура настојува да се диференцира во склад со националните карактеристики. А пак овде, на оваа почва, националните квалитети изникнуваат од инстинктивниот избор на облици, бои и материјали, од емоционалните реакции кон климата и кон општествените односи. Во одредени временски димензии и естетско-психолошки категории се развиваат производни и социјални функции карактеристични само за ова поднебие. Така, нашиот човек, македонецот, оној момент кога стопански се оспособува и добива општествен статус на донекаде равноправен граѓанин, вложува и гради ново репрезентативно живеалиште. Почнува неоптоварен со интроверзност да создава автохтонно, високоликовно и пластично остварување низ еден само наш специфичен историски од.
Иако случајно политички лоцирана во Ориентот, македонскиот дом, куќа, позната и сентиментално мила, претрпела очигледни архитектонски модификации. Поинако е живеалиштето на македонецот. Во својата куќа тој не седи крснозе, не лежи. Домот се отвора кон улицата и кон надворешниот свет. Во таа трајна културна еманципација врз национална основа, нашиот човек го гради и уредува своето огниште онака како што нему му одговара, на неговиот начин на живење, неговото небо, неговата почва. Македонската куќа е полна и со ориентална миризба на уживањата и со високо отмениот дух на европската култура, па така премостува една временска и просторна празнина, добивајќи физиономија на вреден материјален документ. Низ своето многувековно постоење, градот што го негува континуитетот на македонската култура и традиција е секако Охрид. Својот развиток и значење низ историските епохи, Охрид го должи на поволната географска положба и на вистинските квалитети на природата во неговата непосредна околина. Наоѓајќи се на античката воена и трговска комуникација Вија Егнација, која го сврзува Драч со Солун и Константинополис, Охрид представува значајна врска меѓу европскиот запад и исток. Од друга страна, во историските извори за Охрид често спомнуваните естетски компоненти на природата, бистрите води на езерото, кристалната чистота на воздухот, неповторливиот блесок на сонцето и благоста на климата, директно влијаја врз развојот на човечкиот дух, кој силно се одрази врз производите на умот и на културата. Па така и архитектурата на овој град произлегува од неговата висока културна предодреденост, секогаш да представува збир на разновидни напластени потенцијали, претопувани во само нему својствен амбиент, во секогаш свеж квалитет. Во урбанистичкиот лик на Охрид се гледа континуитетот во просторно-пластичната и во естетската хармонија на архитектонските објекти, изградени во временски многу оддалечени периоди. Црквата Света Софија, со чиста византијска монументална архитектура од 10 до 14 век, сосема складно стои опколена со стамбени објекти од 19 век, мали и по индивидуалноста на функциите и по материјалните димензии. Нивниот меѓусебен склад произлегува од културното единство на епохата. Кон урбанистичката специфика на Охрид може да се придодадат и други фактори на традицијата. Кога во средината на 19 век охридскиот чорбаџија сакал да гради куќа или магаза во чаршијата, не морал да оди далеку во барањето примери. Ги имал во самиот град,
од постарата монументална епоха. Ова присуство на таков историски квалитет било невидлива обврска за него. Тој не можел и не смел да се манифестира со некаков архитектонски кич. Стариот средновековен град на Ридот од секогаш бил заштитен од надворешни влијанија. Уште во 17-тиот век патеписецот Евлија Челебија забележал: во стариот град, внатре во тврдината има 160 каурски куќи со убав изглед, мајсторски направени и со керамиди покриени. И сите овие куќи се богати, убаво изработени, со прозорци завртени на југ кон езерото. Во недостигна простор по некој органски пат, куќите создале необично градско ткиво. Во прекршените тесни и сенковити улички се создава взаемно надвиснување, градење во несекојдневен просторен склад. Долниот дел им е речиси секогаш од зидан камен, тежок и необработен, груб и масивен, прилично затворен, како природен израсток или продолжеток на живата карпа од почвата. Својата тектоника каменот ја нагласува токму тука, на ова сонце, во играта на светлото и темнината. Наспроти него, рапавото подножје, во силен контраст, се спратовите со широки отвори за прозорците и вратите. Висечката чудно лесна конструкција на чардаци, како да е тука од чиста забава, за да ја разубави тонската игра. Сите отвори на прозорците и на вратите и сите конзоли се од дрво, што и дава на оваа архитектура посебна леснотија и ведрина. Темното дрво, малтерисаните и обелени површини на зидовите и блескавата политура на стаклото во прозорските рамки, а сето тоа во едно созвучје, дава импресивен впечаток. Овие фасади изникнуваат од широка и тврда рамка на призматичното тело на куќата, од низиното цврсто јадро, околу кое се наредени отворите со разни облици, големини, ритми и пропорции. Низ ниска, но впечатлива порта, најчесто украсена со ковано железо, се влегува во ладен трем мемлија. Дрвените скали водат на чардакот, окружен со многу соби. Тука се уште може да се најдат минсофа и миндер, долап и мусандра, чичеклук и џамлук, мангал, ѓум и котле. Сите во некаква резонанса со денешната модерна европска опрема. Како нашава сегашнина да се зачнала некаде далеку во минатото, токму тука во мирисите на босилек и карамфил. Од чудно лесните скали, каде што се остварува најприсен однос со конструкцијата,
па се до раскошно посланиот килим и резбарен таван, во просторниот престој се редат магесни слики, што го прикажуваат животниот мозаик сведен на човекова мерка, високо архитектуризиран и хуманизиран. Чардакот го измислиле христијаните. Во турско време им било забрането посетување на јавни локали, а тие не сакале да се откажат од меѓусебните контакти и дружења. Тој издигнат простор е удобен и пријатен, добро вентилиран, засенет со широка стреја, со отворени погледи на разбранетото езерско синило. Се смета дека чардакот представува своевиден врв во развојот на архитектурата на површините. Основниот квалитет на македонската куќа е во геометријата на просторите, нивниот заемен однос и комбинациите со боите. Во обликувањето на двоспратните тремови во куќата се развива просторот за секого. Се организира така што со погледот се опфаќа се. Со таква просторна творба, таа се воздигнала над нивото на регионалното и се вброила во феномените од посебен вид. Ненадминатиот доајен на архитектурата Корбизје ја користел при комплетното решавање на двоспратниот простор во малите куќи. Позната е неговата мисла изречена под влијание на македонската куќа. Од бројката што ја одредува висината на стамбениот простор, зависи среќата на човекот. Го рамнам своето рамо со брегот отспроти, нешто и во мене од брегот молчелив има. Ке заминам носејќи ја тагата на сите ненужни зборови, а зад мене ке остане празнината ноќна. Наречи ја како сакаш, кога сум одсутен, таа празнина. Наречи ме и мене како сакаш. Ке заминам, на брегот ќе остане моето рамо, зашто нешто и во мене од брегот молчелив има.